Координиран притисок од различни институции за преземање на бизнисите на струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов или државата конечно дојде да си го наплати своето. Фирмите поврзани со Крмзов се сомничат за финансиски криминал вреден десетици милиони евра. Поминаа 9 месеци од големата полициска и даночна акција во овие фирми, но официјална истрага се уште не е отворена. Инспекторите се сомневаат во даночни измами, затајување данок, перење пари и царински измами. Во УЈП велат дека откриле злоупотреби и оти по контролите овие фирми продолжиле да работат на истиот начин. Управата за јавни приходи спроведе даночни контроли кај даночниот обврзник Крмзов МР, Струмица и повеќе други даночни обврзници од Струмица, Куманово и Скопје кои имале меѓусебни деловни односи. Во контролите се утврдени меѓусебни деловни трансакции за кои постои сомневање дека се привидни правни работи, дека постои злоупотреба на договорните можности и други ситуации кои представуваат злоупотреби од даночен аспект. Управата за јавни приходи ги достави записниците од даночните контроли до надлежните органи за понатамошно постапување. Пред истрагата ја води обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Сметките на неговите фирми веќе 9 месеци се блокирани поради неплатени даноци. Крмзов вели да имаше нешто нечесно, досега ќе ме затвореа. Целта им е финансиски да ме уништат за локални моќници да ми го преземат бизнисот. Има два епилога, една цел. Уништување на мене и се околу мене и бизнисот кој го работам 30 години. И над 30 години. Контроли се завршени со еден куп неправилности. Тезата дека нема роба на залига е неточна, излиза неточна. 50 инспекторен месец дена се вршија контрола, се броеше робата, за на крајот да се констатира, зборуваме поточно за фирмата Джокс, да се констатира кусок на роба од 3000 евра на роба од 6-7 милиони евра. И слично во другите фирми. Во УЈП пак велат нека си ги плати долговите, ќе го одблокираме. На неговите обвинувања дека управата му должи повеќе нему отколку што тој должи за данок, велат дека не им веруваат на неговите даночни пријави. Кога ќе завршат контролите, долгот ќе биде многу поголем, па сакаат да се осигураат дека ќе може да го наплатат.